Екипата на утринската програма Добро утро секој утро се наоѓа во Киноверзум или Домот на култура Кисела вода, каде што вечерва во сабота се одржува промоција на книгата Моќта на промените од господинот Тоше Зафиров. Ова е негова прва книга и разговараме со авторот на книгата, господинот Зафиров. Добро вечер и ви благодарам што не повикавте на вашата прва книга, промоција на книгата Моќта на промените. Има можно интересен наслов, Моќта на промените. Каква е моќта на промените и од кога почнува промената? Па моќта на промените почнува од самите себе. Кога ние ќе решиме дека треба да направиме промени самите од себе, тогаш сигурен сум дека можеме. Оваа книга може многу да помага, многу луѓе што сакаат да направат промени и навистина има околу 50 животни правила оваа книга, кои што може многу да ни значат во нашиот живот, така да препорачувам да ја прочитат сите оние што сакаат да направат било какви промени во својот живот. Темата на книгата, Моќта на промените. Што обработува книгата и за кого е наменета? Книгата има два измислени ликови, Иван и Александар, кои што мали деца се заедно поминуваат низ почетните школски денови, потоа низ средните школски денови. Тука имам фатено теми кои што сакам родителите да сватат во денешно овој брз живот, динамичен живот, како треба да се однесуваме со нашите деца и имаме пример како не треба да се однесуваме со нашите деца. А додека помладите читатели кога ја читат книгата, имат прилика да видат како треба да растат во каква средина и какви не треба да бидат и какви треба да бидат. Така во двосмерен правец е книгата и за родителите и за децата. Едниот лик израснува во успешен, има свој животен ментор кој што навистина успеа, оде во поголемиот град, кој што станува успешен и бизнисмен, се наоѓа својата љубовната приказна се случува во Индија, таму имат од оние нивни индиски гуру кои што го подучува како на оние сите семејни вредности, а додека другиот лик Александар, тој заплува во некои навистина мрачни води и на крај завршува до она што е најстрашното дрогата. И Иван, враќај се во малиот град, случајно идува на неговиот другар Александар. Жал му е за сето она што се случува, го зима со себе, одат во планина, навистина прекрасно опишано тоа место, таму ги изучуваат тие животни 50 правила што се, потоа стануваат многу успешни 20, формираат своја компанија и така завршува на успешна приказна, навистина е премногу мотивирачка и може да се види мрачната и светлата страна на животот. Значи, доброто го победува лошото, од прилика. За која популација е оваа книга? За кого е наменета? Кој се треба да ја прочита? Секој. Од 7 до 77 години. Од деца за тоа какви треба да бидеме како личности. Имам доста опфатено теми како што да се грижиме за нашето семејство, да ги чуваме семејните традиции, да ги почитуваме родителите, да си ја сакаме државата, самодисциплина, чојство, нешто што е денес многу ретко кај нас познато и верувам дека многу од публиката не знаат што значи зборот чојство. Чојство е нешто да ги заштитиме другите од самите себе. Кога тоа ќе знаеме да го направиме, многу повеќе луѓе не би повредиле. И навистина кога ќе ја читат самата книга, правилата се многу кратки, можат многу промени да направат во нивните животи. Која е пораката која што Тоше сака да ја пренесе на читателската публика? Што сакате да им кажете на вашите читатели? Да бидеме подобри како луѓе, да бидеме поуспешни како луѓе, да се почитуваме семејството, да се почитуваме родителите, да се почитуваме државата, да ги почитуваме сите околу нас, не само да бараме нешто од државата, кои да дадеме нешто од ние за државата. Вие сте автор на оваа книга. Кои се останатите помагатели на оваа книга, кој ќе биде промотор вечерва на промоцијата? Промотор ќе биде сопругата Габриела, која што многу им помогна додека ја пишував оваа книга, моите рецензенти, Киноуниверзум кој што е домаќин, општина Кисела вода многу ни помогна околу целиот проект и овој настан, така да благодарен сум на сите нив. Исто така ресторан Ексклузив и Борче кој што е жива легенда не само овде, туку и од фитнес центар и тоа е една од овие приказни има токму и за него како треба да се однесуваме на 70-75 години, се грижиме за нашето тело и нашето здравје, така да мотивација ми се обично средината околу мене што бе. Така да мислам дека ова се живи приказни кои што се случувало околу мене. Сите оние љубители на моќта на промените, каде може да ја набават оваа книга, каде може да се купи по промоцијата? Па веќе од понеделник може нашиот фитшоп да се нарача онлайн, да им стигне за една ден дома, така да ќе почне веќе од понеделник, може слободно да се пуштува, продолжи да има, па потоа ќе видиме со некои од книжарите кај што ќе биде присутни и да може да се купат сите.
Ова е ваша прва книга? Дали застанувате тука или продолжувате и понатаму со пишаниот збор? Па пред некој ден баш разговаравме со мојата сопруга Габриела, кога пишував оваа книга, навистина зборовите сами ми влегува мојата глава. Сега имам проект за втората книга, но малку потешко ми оде. Најверојатно треба време и тоа со одредени моменти во животот кога некој универзум се спојува, па можеш се тоа да го пренесеш во книга. Честитки и многу успех ви посакувам.